Абе, барате, не може Антонио сега. Абе, седи, не ми се прави тука маку. Ме молам, сакам да побарам процедурално како координатор на пратеничка група да нема да ти има го поединечно гласање. Законот кој што сте го предвидели не е неустав. Законот кој што го предлагате се подсмева со Уставот на Република Македонија и се подсмева со Охридско-Трамковиот договор. И тоа го правите во скратена постапка злоупотребувајќи европско знаменце. Оваа тема треба да се дискутира. Треба да се дискутира. И треба да се најдат решенија во разумен рок. Но тоа не значи кратење на дебата. Никој овдека не зборува со ниски страсти. За жал, премалку сме сериозни за сериозноста која што има овој закон. На крај да завршам. Тиранска платформа имат, двојазичност на цела територија на Република Македонија имат со овој закон. Благодарам. Дали вреди да се одговара на сосема неоснованите напади од страна на одредени пратеници од опозицијата, кои се обидуваат преку лична дискредитација, наша, значи како пратеници, како колеги, да постигнат политички поени преку нанесување на навреди, на лична адреса, на лаги, повторно велам, на извртување на вистината, ставајќи ни зборови кои никогаш не сме ги рекле, цитирајќи наводно наши мисли кои никогаш не сме ги помислиле, сакајќи да се додворат на одредени структури кои не и сакаат добро на оваа држава, да ги подбуцнуваат најниските страсти кај народот, да го развиваат национализмот, шовинизмот, опортунизмот. Зошто? За да имаат тема дека некои се патриоти, дека некои се предавници. Сметаме дека е само подобрување во однос на законот кој се уште е во сила и сметаме дека ова прашање ќе остане отворено, значи не се заокружува со донесувањето на овој закон, но ќе остане отворено за понатамошни дебати и заложби на албанските политички партии, но и другите чинители во државата.